Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во ЕЛ училница. Јас сум Светлана Нојковска, наставник по руски јазик во Основно училиште Коча Рацин, село Рашец, општина Куманово. На денешниот час ќе се запознаеме со културни зборови и нивните примени. Треба да внимаваме на зборовите кои ги користиме за поздравување на нашите врсници, наставници, роднини. Не можеме со исти зборови да ги поздравиме сите. На денешниот час треба да ги усвоиме следниве зборови. Треба да внимаваме правилно да ги акцентираме зборовите. Слова приветствија, здравствујте, привет, добри ден, доброе утро, добри вечер. На овој слайд ги имаме зборовите на македонски и на руски јазик и треба да направиме разлика помеѓу нив. Доброе утро, добро утро. Добри ден, добар ден. Добри вечер, добро вечер. Здравствуйте, здраво. Спокојнај ночи, спокојна или мирна ноќ. До свидања, до гледање. Привет, здраво, пака, чао. Додека ги изговараме овие зборови, треба да внимаваме како и кога треба да ги употребиме. Наутро, кога стануваме, значи ги поздравуваме сите наши домашни со зборот добре утро, каде што доваѓаме од поздравување на останатите домашни со добре утро. Кога се враќаме од училиште дома, треба да ги поздравиме со зборот добри ден или добар ден, каде што можеме да кажеме, например, добри ден папа, мама, бабушка, сестра и да добиеме повратна информација како што е добри ден. Добри вечер ги поздравуваме сите домашни. Папа, мама, добри вечер, бабушка, дедушка, добри вечер сосед. Здравствуйте ги поздравуваме наставникот, исто така и наставникот треба да го поздрави ученикот со здравствуј. Спокојнај ночи, каде што легнуваме да спиеме и ги поздравуваме сите домашни како спокојнај ночи или мирна ноќ. До свидања, кога завршува часот, наставникот излегува и ги поздравува со зборот до свидања и учениците исто така даваат повратна информација, односно до свидање. Привет се поздравуваат врсници или друзјам со нивна возраст, како например привет друзјам или привет Иван, привет Мира, го добиваме исто повратниот збор привет. И го потребуваат и зборот пака, чао. Интересно е на овој час кога имаме да направиме една интересна драматизација или улога меѓу ученик со ученик да биде како во улога на наставник. Влегува ученик во училница, ги поздравува учениците со доброе утро, учениците стануваат, поздравуваат доброе утро. Исто така, зборот здравствујте можеме да го употребиме во училницата со учениците кои ги разменуваат, кои одат, например, од ученик до ученик и го поздравуваат добри ден, мальчик, как ти? Здравствуј, ученик, здравствуј, девачка и так дальше. Интересно е на овој час, бидејќи сите деца се вклучени во разговорот со останатите ученици. Вежливие слова е збор кој многу е корисен и е потребен за младите да стекнат културно однесување и можеме да се заблагодариме, да се извиниме, да направиме поздрави или да ги поздравиме останатите. За да ги усовршиме или препознаеме зборовите што денеска ги усвоивме, има една интересна песничка што сега ќе ја слушнете. Ви знаете,
волшебные слова. Не стесняйтесь их употреблять чаще. Я люблю, когда при встрече мы знакомим и родним. С добрым утром, добрый вечер, доброй ночи, говорим. Я желаю вам доброго. Доброй ночи до утра. Всем желаю добрых слов, добрых дел и добрых слов. Еве сега на ова песничка ни се дадени зборови што денеска ги работевме. С добрим утром, добри вечер, добрај ночи, каде што можеме да ги употребиме во секојдневниот живот, како во училиштето, така и надвор од училиштето. Кога завршува, кога сакаме да се заблагодариме, исто така можеме да кажеме спасиба, што исто така е интересен и добар збор за младите кои се уште се наоѓаат во училницата или надвор од неа, како например, как ты, ја, хорошо, спасиба. До встречи, до встречи. И сега да видиме, да ги повториме зборовите на овој час што денеска ги усвоивме. Слова вежливости или зборови на култура. Кои се, например, здравствуйте, добри ден, до свидания, извините, пожалуйста. Овие зборови се интересни да ги вежбате и дома со останатите родители, наставници, например, кога ќе ги сретнете, ќе ги поздравите со здравствуйте, добри ден, добре утро и така натаму, но и да ги поздравите и останатите дома. Користете ги зборовите, бидејќи тие се многу битни за вашиот развој во понатамошното школување и развивање. Кога завршува наставниот час, наставникот ги поздравува сите ученици со до свидания и самите ученици не поздравуваат, значи со до свидания